Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Реално, за колку време би можеле сега да ги ставите тие филтри за отпрашување? Па знаете како, Наташа, тоа е малку се уште кај нас табу тема што значи филтер за отпрашување, затоа што ние имаме еден затворен систем на печките, за разлика од Макстил, да речеме, кој што има отворен систем, за разлика од Фени и така натаму. Секој систем на производство си бара посебна дефиниција на филтри и посебни системи за отпрашување. Може би неколку пати јас обидов да го демистифицирам тој поим филтри, постување на филтри, затоа што некој мислат дека е тоа толку едноставен процес, дека е толку и можеби не толку скап, но еве ексклузивно за вашата емисија ќе кажам дека тоа е процес кој што реално во сите најобјективни околности не може да биде пократок од 2 години, значи комплетно од започнување на првите градежни активности до завршување на системот отпрашување во целосна фаза на сите 3 погони. Реално, она што можам сега да го кажам во оваа прилика е дека комплетно работиме и сме насочени со целата своја волја и активност и финансиски средства кон завршување во некоја фаза сме сега во некоја средина, да речеме, на фазата за системот за отпрашување во погонот број 2, кој што ги содржи печките број 7 и 8 или во превод се некаде околу 50% од вкупниот производствен капацитет на Југохром. Она што се однесува на поставување на систем за отпрашување филтри, значи поставување и изградба на нови погони или во превод, можеби поедноставно кажано, градење на уште една фабрика паралелна на она што е сега во Југохром. Значи за секој производствен погон се градат посебни производствени погони, значи се градат погони каде што ќе бидат имплементирани, инкорпорирани вентилатори, фибер вреки, цевки, сето она што до сега беше оџаци што ги гледавте физички во Југохром нема да постојат, значи тие оџаци ќе бидат елиминирани, преку цевки ќе бидат во новиот погон ставени преку вентилаторите во фибер вреки, таа прашина ќе се собира во фибер вреки и генерално загадувањето ќе биде намалено за 99,5%, значи ќе биде намалено загадувањето во делот на фабриката на Југохром, така да мислам дека тој проект во однос на погон, во однос што се однесува во погонот број 2 ќе биде готов некаде крајот на април, би рекол почетокот на мај, најоптимален рок, со тоа што пак ќе кажам, ќе биде многу потешко ова да се исполни ако Југохром до тој период не работи. Некои медиуми на пресот, после пресот некако, дали јас погрешно се изразив или погрешно ме разбра, напиша дека Југохром нема да работи до април месец. Напротив, Југохром е спремен веднаш да го вклучи производството, значи уште утре. И напоредно со тоа, затоа што сега трпиме големи економски загуби, верувајте дека тоа се суми кои што можеби за 4-5 месеци додека се заврши системот за отпрашување во погонот број 2, ќе бидат економски загуби за режиски трошоци, за плати за вработените, ако останат сите во редовен работен однос, тоа се некаде суми од 350 до 400.000 евра месечно кој што Југохром. А колку ви се до сега загубите за овие 2 месеци што не работи? Па затоа велам, земаат плат. овие 2 месеца сигурно заедно со потрошувачката на 1 мегават електрична енергија изнесуваат некаде околу 350.000 евра месечно. Значи тоа е околу 700.000 евра, а ако се има предвид дека целиот систем за отпрашување во погонот број 2 чини некаде околу 4 милиона евра, значи некаде 20% изгубивме само во овие трошоци кои што ги имавме овие 2 месеца. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.